Стадион. Емисија за вашата вистина. Граѓаните треба да се чувствуваат безбедни, затоа што ние сме една од земјите членки на НАТО и сме дел од колективниот систем на одбрана на Алијансата. И од тука не е во прашање доведена безбедноста на нашата држава, на нашите институции и на нашите граѓани. Ме прашавте дали како држава сме располагале со информации за тоа што ќе биде текот на станите пред да се случи нападот, воениот напад. Добивавме на различни начини и се уште добиваме по разни канали информации, релевантни, се разбира, споделувани од разузнавачките служби, кои ни даваат одредени сознанија. Се разбира дека заради карактерот на тие информации не можеме и сме врзани да не ги споделуваме во јавност, но она за што се залагавме и се уште се залагаме е дипломатско решавање на конфликтот. Тоа сега е малку повеќе комплицирано заради состојбите, но нашата позиција принципиелна пред почетокот на воениот конфликт, би рекла, пред ескалацијата, беше повикот на пораки, испраќање на пораки за деескалација на состојбата. И тоа го правевме од повеќе причини, затоа што прво беше тоа став и на НАТО алијансата, во која што сме ние дел, но и водејќи се од разумот дека на крајот и секогаш и кога имате воена ескалација или воен конфликт, тој завршува со седнување на преговарачка маса. Нашите пораки, со кои што како државен врв апсолутно бевме обединети, беа пораки на разумот и беа пораки да надвладее разумот и тој конфликт да не се доведе во ситуација на деескалација, што впрочем, односно ескалација, што впрочем сега и се случи. Имавте вие средба, бевте во Брисел на состанок во НАТО, така? Неколку дена пред. Министерски состанок на министрите за одбрана на земјите членки на НАТО алијансата. Тогаш се наговестуваше напад или има работи што се зборуваат таму, не се за јавност, така или? Апсолутно, тоа се состаноци кои се целосно исклучени за јавноста. Прв пат беше, равноправно не третираат, каква е? Не прашуваме некој нешто или само слушаме? Не баш, кога сме претпоставувам дека ова се прашања кои произлегуваат од разните шпекулации во јавноста дека ние само ги слушаме насоките од НАТО и дека сме втора класа, членка во втора класа, нема. Во НАТО сите земји членки и сите представници кои ги представуваат на различни нивоа, дали се тоа на ниво на амбасадори, министри за одбрана, министри за надворешни работи, председатели на држава, премиери, се третираат, односно се однесуваат рамноправно. Апсолутно, состанокот беше поделен на 5 сесии, сите на различни теми, поврзани со одбрамбената политика на Алијансата. Во сите тие сесии, секој од нас, вклучително јас како министер за одбрана, имавме право и учествував со своји дискусии, своји интервенции, така ги нарекуваме во рамките на НАТО. Се гласа за некои работи? Не се гласа, затоа што ова беа дискусии на определени теми, со кои што практично сакавме меѓу себе и НАТО алијансата да ја информираме за тоа до каде се придвижувањата во определени области. Кажем на јавноста, можеме издвоен став, можеме да гласуваме против некојаш. Апсолутно, нас никој не приморува. Можеме да блокираме некоја држава да влезе во НАТО ако сака, како нам што ни праве. Па ние генерално нашата политика не е така расположена и реално нема причина зашто тоа да го правиме. Во моментов не се дискутира за членување на некоја земја, но она што е политика на НАТО и зад која што ние застанавме. И на министерскиот состанок го повторив тој став на државата е дека ја почитуваме политиката и ја поддржуваме политиката на НАТО на отворени врати, што значи дека секоја земја членка која што ќе ги исполни условите, онака како што се пропишани, апсолутно ја поддржуваме да стане земја членка сега и на НАТО. американскиот председател Бајден, затоа што сега се поставува прашање што ќе се случи со Украина ако пак побара и ако пак инсистира да биде членка на НАТО. Денеска има една изјава од председателот на Украина Зеленски, во таа изјава се инсистира само на носење одлука за членство во Европската унија. НАТО не се споменува. Вие лично што мислите? Треба ли Украина, Грузија да влезат во НАТО ако изразат желба? Едно е ако изразат желба, тоа е првиот чекор за да се отпочне, но она што е најбитно за да станете земја членка на НАТО е исполнување на условите. Во таа насока ние апсолутно не можеме и не сакаме да поставуваме дополнителни барања, блокади, како што вие споменавте, но се држиме до исполнувањето на условите. Првиот принцип за да станете земја членка е земјата самостојно да даде иницијатива
или да искаже волја да влезе во некој сојуз, без разлика дали станува збор за НАТО или за Европската унија. Тоа е првиот чекор и основниот, за изрази волјата дека сака да биде дел од сојузот, а понатаму се разбира вториот дел или вториот чекор е исполнувањето на условите. Тоа е нашиот принципиелен став, кој што сме се држале од секогаш и апсолутно сметаме дека е навистина честно и одговорно како држава да го почитуваме тој став. Тоа се однесува вклучително и за нашата позиција во нашето пристапување кон Европската унија. И тука ние велиме дека да, волјата за зачленување во Унијата ја изразивме во 2004 година со поднесувањето на кандидатурата и од тука започна процесот практично на приближување на нашата држава. Тоа што сега нам ни се случува од аспект на блокадата, апсолутно е непринципиелно и тоа е став кој што сме го изразиле, но како влада, како сериозна влада посветена на овој процес, не седиме и не сме неми наблюдувачи и само да се жалиме дека некој не блокира, туку напротив, работиме и на отстранување на тие пречки, тие блокади, без оглед што чврсто стоиме на ставот дека Република Северна Македонија ги исполнува условите за почеток на преговорите со Европската унија. Тоа е нешто што и минатата година на Советот на министри и на Европскиот совет беше потврдено од страна на официјалните представници. Со министерка гостинка во студиото на Канал 77 е министерката за одбрана Славенка Петровска. Имаше состанок веднаш по нападот на Украина, Советот за безбедност на Република Северна Македонија. Единствено бевте, имаше нешто дисонантно таму, нешто што... Не, апсолутно. Например, да се заземе некој став, како што тоа го направија, или немаме ние тоа зошто да го бараме. Не сме во таква позиција како, например, Вучих. Го признаваме територијалниот интегритет на Украина, па дури и кинеите тоа нивни високи политичари го кажаа вчера, меѓутоа нема да уведеме санкции. Кај нас Не. Тоа што вие го кажавте или има уште нешто што можете да кажете? Да, на Советот за безбедност се дискутира повеќе теми и по завршувањето председателот од канцеларијата негова се издаде и соопштение за јавноста во кое што, значи, она што беше главна тема е влијанието на руско-украинската криза и особено нели се разбира воениот напад врз безбедносната состојба на Македонија, реферираа представниците на безбедносно-разузнавачката заедница, кои апсолутно ги споделија своите сознанија и врз основа на што практично се изведе заклучокот дека Република Северна Македонија е безбедна држава. Безбедна држава сме и заради фактот што повторно ќе го потенцирам дека сме земја членка на НАТО, што значи дека со самото наше зачленување и станување полноправна членка, безбедноста ни е загарантирана. Тоа е нешто што го споделивме, се разбира во детали, кои не може да се соопштат, но го споделивме на Советот за безбедност. Се разбира дека се отвори прашањето за тоа како би влијаело врз економијата. Министерот за финансии, премиерот, бидејќи беше тој присутен, даде согледувања. Министерот за финансии, чинам дека вчера, даде и изјава дека државната каса е стабилна и дека може да го поднесе товарот од понатамошниот тек на развојот на настаните, што се многу важни чекори. Не без сомнеш е дека оваа криза во Украина и воената агресија на Русија врз Украина ќе предизвикаат и потешкоти на економската сцена, би рекла, во светот, значи продлабочување на економската и енергетска криза, но владата има сериозни механизми и стратегија како да се справи и со тие предизвици, би рекла. Каква е безбедноста состојба во државата, или нема да има никакви... Останувате на тоа што го кажавте. Што кажа разузнавачката безбедносната заедница? Има ли некои ризици кои што треба да се превенираат или пак тоа тековно се работи и јавноста нема потреба да знае? Безбедносната состојба е стабилна, не постојат директни закани врз нашата безбедносна состојба, што е најважно од се. Граѓаните треба да се чувствуваат безбедни, без оглед на понатамошниот развој, но се разбира дека институциите, секоја во своја надлежност, и разузнавачките служби, Министерството за внатрешни, Министерството за одбрана во својот делокруг, имаат обврска секојдневна, без оглед на настаните, да ги исполнуваат своите задачи и да ги исполнуваат своите надлежности.
Така што во тој дел апсолутно немаше потреба од дополнително давање на задачи, затоа што сите институции треба секојдневно да си ги извршуваат своите Зборувавте за бегалци, за подготвување за прием на бегалци, за Таа тема не се отвори, иако сите теми би рекла се на маса во услови на ваква криза, но конкретна дискусија немавме за тоа и немаше конкретен став, се разбира. Госпоѓо Петровска, и не сте толку нова во политиката, за да не избрзувате, да не речем некојаш со така непромислени изјави. Што ви требаше тоа да брзате пред министерот за надворешни работи, пред председателот, да давате изјава дека Македонија ќе испрати ако треба војници во Украина на страната на НАТО. Не сте и вие единствени. Например, во Хрватска имаше многу интересна и динамична дебата. Милановиќ, председателот на една страна, Пленковиќ на друга страна. Милановиќ сосема спротивно од вас. Кажуваше дека нема шанси да испрати Хрватска војници да гинат во Украина. Зошто тоа го кажавте или така? Мислите дека треба? Јас не кажав дека ќе испраќаме војници во Украина. А сега контекстот е бил извадени од изјавата, контекст. апсолутно да, изјавата беше поприлично јасна. Јас го кажав тоа што и денеска го повторувам, а тоа е дека првичната... Не бевте на тапет после на влада, не кара нешто, зошто не, затоа што таа беше изјава усогласена. Затоа што јас кога соопштувам став на Министерството и на државата, не е тој мој личен став. И во таа насока, како што рековте, не сум нова во овој свет, знам дека треба да се направат определени консултации, што впрочем јас тоа и го направив. Но изјавата моја беше прецизна и ако добро погледнеме, ќе видите дека после 10 на дена од прилика и опозицијата ја повтори истата таа изјава, без никаква промена, а тоа е принципијалната позиција, дека Република Северна Македонија е земја членка на НАТО, дека се залагаме за политиката на отворени врати на НАТО, значи за пристапувањето, го почитуваме територијалниот интегритет и суверенитет на Украина, дека повикуваме на деескалација. Тоа е нешто што до последен момент сите земји членки на НАТО го повикуваа и го бараа, и дека се залагаме за мирно разрешување на конфликтот. Го имаме во предвид членот 5 од Вашингтонскиот договор со кој НАТО алијансата не може да испраќа сопствени сили или трупи, војници во земја која не е членка и не е дел од НАТО алијансата. И тоа беше кажано од првиот ден и веројатно се држам до таа изјава. Може да испратиме војници во ова Имаше разни би рекла спектакуларни наслови дека сме објавиле војна на Русија и така натаму. Нека и каже некој на Славјанка джабе така, да не одат од Украина, не ја признава руската вакцина Спутник. Да. Вели македонската армија од 140 армии во светот е на 134-то место. И што вика Славјанка, ќе војуваме во Украина. Потсетете ја да шкодране, да симни чизмите од таван, во случај на Славјанка да и текне да праќа војници Украина. Знаете како сите овие досетливи во коментари... Да, македонците се бореле за Македонија, денес Славјанка се бори за Украина. Има разлика. Бугарскиот министер за одбрана кажа дека нема да праќа војници во Украина, Славјанка гази, овие сакаат да не окупираат додека не сме дома. Знаете, тоа се само да. Тие досетливи коментари се многу веројатно на тие што ги пишуваат и на публиката што ги чита, им се допадливи и симпатични, веројатно си го пополнуваат времето, ама не би се сложила заради тоа што ситуацијата во Украина е поприлично драматична. Таму загинуваат луѓе, додека некој смета дека треба да биде интересен и да објавува вакви постови, слободно, тоа е слобода на изразување, ама јас не сметам дека треба да го коментирам, затоа што состојбата во Украина е навистина драматична. Утринава се појавија нови наслови, кои што кажаа дека била гранатирана цивилна зграда, во кој најверојатно има и цивилни жртви, така што секаков тип од ваков карактер на досетки јас не би ги коментирала. Загрижува фактот што таа моја изјава, принципијална, повторена после тоа ќе кажам и од опозицијата, беше искористена за сервирање на многу лаги на сметка на штета на армијата. Дека сме имале армија која била неспособна, неподготвена, така натаму, неопремена, гладни и така натаму, што очигледно само покажува која е тенденцијата и кој е ставот на тие кои што ги сервираат тие лаги. За сите од тие лаги, во периодот кој што ќе предстои, се разбира,
ќе следуваат практични деманти. Јас би ги рекла на терен. А мислев ќе кажете кривични пријави или Не, јас со кривични пријави не се заканувам, особено што за изнесување на лаги нема кривични пријави. Повеќе јас ќе оставам тоа на судот на јавноста, пријави за клевета секогаш може да се поднесат, но тоа мене не ми е предмет на интерес. Она што ми е предмет на интерес е Министерството за одбрана, армијата, извршување на моите задачи како министар во интерес на вработените. Може ли македонски војници да отидат, например, сега во некоја од тие форми на засилено присуство на НАТО во Западна Европа, односно во Источна Европа, поточно во членките како што се Полска, веќе се испраќаат поголеми контингенти на американски војници, можеби и другите партнери ќе испратат. Таа политика на зајакнато присуство е дел од одбранбената политика на НАТО алијансата и дел од политиката на одвраќање. Во уште минатата година донесена е одлука. Мислам дали во Полска може некој македонски војник, во Литванија, Естонија, сега таква Романија евентуално. За сега одлука за дополнително учество немаме донесена, не е разгледувана, но она што треба да го превенираме, би рекла, и ова е добра можност да го објаснам за да не се создаде впечаток дека нешто криеме, е една одлука која што е донесена уште минатата година во рамките на политиката, одбранбена политика и политиката на одвраќање на НАТО алијансата, а тоа е за учество на една единица од составот на нашата армија во Латвија. Тоа е, значи, од уште минатата година одлучено. Уште пред тоа да. Така е, и тоа е дел од редовната политика, би рекла, на НАТО алијансата за зајакнување на своите капацитети на својата територија. Така што тоа се уште сега нема да се испраќа, планот за таа единица да се испраќа во јуни месец, подготовките течат, но тоа се редовни активности. Вонредна одлука за вонредно испраќање на војници на територија на некоја од овие земји сега немаме донесено, но се разбира дека имаме расположлив капацитет и кога ќе се утврди потребата од нивно ангажирање во соодветна процедура ќе биде донесен. А уште два статуса интересни кои што зборуваат не за вашите изјави, туку за обраќањето на Путин. Бугарите во паника откако сватија дека има голема сличност помеѓу Путиновиот опис за Украина и описот на некои нивни политичари од типот на Каракачанов за Македонија. Ви се допаѓа ставот на Каракачанов и Џамбаски кон Македонија и македонците? Епа Путин таквиот став го оствари со Украина. Значи, поентата е дека кога зборуваше Путин за древна земја Украина, враќање во историјата, древна земја руска е Украина и дека новата историја ги оштетила тие односи, ја оштетила големата Русија. Тоа не ви наликуваше на вас како да го слушате Каракачанов кога зборува за Македонија, древна бугарска земја, бугари биле порано, па 45-та, Коневски, Коминтерната, Тито ги направиле македонци. Знаете како, враќањето во историјата назад е многу убаво кога тоа го правите од поучни причини или едукативни причини. Но од денешна перспектива да ја прекројувате или да ја толкувате историјата може да разбуди различни Да, имаш изјава после, не знам дали на Шолц кој рече многу е лошо на враќањето во историјата затоа што секој се враќа до кај што му одговара. Турците се враќаат до нивно. Бугарите до нивно време. Меѓутоа и пред тоа имало луѓе, така ќе стигнеме до Адам и Ева веројатно. Така и особено е проблематично, би рекла, дискутирање за историја од политичари во време на ваков тип на кризи. Тоа е, мислам, нека погуб. Јас сум тип на човек кој што не сакам да се мешам онаму каде што не ми е местото. Да, апсолутно, си ја почитувам и си ја сакам мојата историја и историјата на тогаш мојата русите ќе се држава. најдат во замка Крим. Ако се враќаат на историјата, они го освоиле, бил татарски пред тоа. А и татарите веројатно некои го освоиле. Затоа реков, враќањето во историјата е нешто кое што ќе не врати само назад. А она што мислам дека како одговорни политичари на позиции, власт и така натаму, го бараат граѓаните од нас е да ја видат сегашноста и се разбира да работиме за нивната иднина. Стадион. Емисија за вашата вистина.